Господине Велковски, значи да ги рачистиме работите. Вие градите слеп булевар во моментот во делот на општина Аеродром. Тој булевар еве кога ќе заврши? Ако е според оваа динамика. Ќе заврши, да речеме, брзо, така? Како што јас и вие ги гледаме работите на терен. А мостот не е почнат, не е почнато уривањето на куќите чија што експроприација веќе е завршена од страна на државата. Зошто не е почнато уривањето? Затоа што тие граѓани не се обештетени, тие семејства не се обештетени од државата или од локалната самоуправа. Значи, зошто мора да се гради во 3 различни фази еден ваков проект? Зошто да не се гради тој проект истовремено, односно и булеварот Асно, и мостот, и булеварот во делот на или поврзувањето во делот на Гази Баба. Вака ќе го направите булеварот до брегот на реката Вардар и тука тоа ќе заврши. И никој нема да има корист од тој така изграден булевар. Зошто? Затоа што мостот ниту е почнат, а да не зборуваме за делот на тоа сообраќајно решение на Гази Баба. Така да, ако сакате да го убрзате овој процес, а кога да го убрзате, вие као државна власт, уште 25-6 дена имаме политичка влада, после тоа доаѓа техничка влада, вие до сега тоа можевте да го направите со отпочнувањето на реконструкција или изградбата на булеварот Асно, да ја започневте изградбата на мостот и експроприацијата, односно обештетувањето на луѓето во делот на Гази Баба и дефинитивно за година или две ќе имавме веќе готов проект или сериозно решение на сообраќајниот метеж во тој дел на градот Скопје, кој што е многу битен. Затоа не случајно и ние како ВМРО ДПМНЕ и вие како СДСМ сме ги ставиле во изборните програми и сме ги ветеле пред граѓаните на градот Скопје, еве на општините Аеродром посебно и Гази Баба. Искрено не ме убедивте дека во догледно време граѓаните на овој дел од градот Скопје ќе имаат сериозно и брзо поврзување од Аеродром до Гази Баба и обратно. Но тоа е тоа, изборите се ближат и граѓаните ќе го дадат својот суд за експедитивноста, транспарентноста и работливоста на оваа влада и на локалните самоуправи. Ви благодарам. Благодарам. Контрареплика Диме Велковски.